Кратки најави за денешниот дневник. Оваа летна сезона на Охридското крајбрежје ќе ги нема туристите од Полска, откаже вториот туроператор. Подпишан меморандум за соработка помеѓу Охрид и Пула. Реализирана обука за гасење пожари на отворен простор. Дваесет години студио Соната Охрид. Трамп нуди по $1000 на мигрантите да се самодепортираат. Ова беа само најавите за она што ќе го гледате во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, како и повремени сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 21 степен Целзиусов. Утре во поголемиот дел од западна и северозападна Европа под влијание на силен антициклон со центар над британските острови ќе услови стабилно и претежно сончево време. Преку источна Европа пак ќе се протега фронтален систем и долински циклони кои што во делови од централна Европа ќе условат развој на нестабилност со локални врнежи од дожд, појава на грамежи и можни интензивни поројни врнежи. Циклонален систем позициониран на Централен Балкан утре ќе донесе уште еден ден со нестабилно време. Врнежите ќе бидат проследени со громови и интензивни порои, особено околу планинските региони, со можност за град и силен ветер. Во Македонија во среда ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде ветровито и релативно топло. Во северните и источните предели ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, а локално со услови за поројни врнежи. Ќе дува засилен западен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 6 до 14 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 16 до 27 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно, ветровито и топло време со сончеви периоди. Ќе дува засилен југозападен ветер. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура ќе достигне до 20 степени. Во петок и сабота повторно ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Ќе биде посвежо со пад на температурите. Минималната до 7, односно до 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19, односно до 15 степени. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи.
Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Оваа летна сезона на Охридското крајбрежје ќе ги нема туристите од Полска. По Rainbow летовите до Охрид ги откажа и вториот полски туроператор Regobis. И покрај тоа што државата ги зголеми субвенциите за полските туристи од 35 на 65 евра по лице, туроператорите откажаа поради тоа што хотелиерите ги поскапија цените. И Regobis нема да лета до Охрид по откажувањето на најголемиот полски туроператор Rainbow и покрај покачувањето на субвенциите на полските туристи на 65 евра по лице од страна на државата. И Regobis ја донесе истата одлука. Причината се високите цени. Охридските хотелиери не понудиле all-inclusive услуга со образложение дека не им се исплатува и нема доволно персонал. Загубата оваа сезона се десетина илјади туристи помалку од Полска и голем пад во бројот на ноќевања. За жал не откажаа само пољаците, значи има навистина голем број на групи кои што или се на стендбај, или ги намалуваат бројот на гости во секоја група, или комплетно откажуваат. Се осеќа разлика со минатата година во однос на бројот на ноќевања. Секако, квалитетов на туристи кои што доаѓаат, се тие сите чартери требаше да започнат од мај или од јуни, значи зависно која компанија. Компанијата која што го откажа чартерот е Rainbow, планираше да влезе на пазарот, го откажа барем по нивните коментари затоа што добиле повисоки цени за разлика од други пазари. Оваа сезона туристи од Полска ќе имат само преку авиокомпанијата Лот до Скопје со индивидуални аранжмани. Туристичките работници велат мора да се работи на воведување на нови авиолинии. Почнуваат некои резервации да прават со Лот, нивната авионска компанија што треба да лета до Скопје. Но тоа не е бројчано како што беше претходно и нема да ги имаат all-inclusive понудите, него ќе имаат само полупансионски или full board. Малце треба да се поработи на привлекување на повеќе туристи, во смисла повеќе авионски линии да работиме на тоа како што соседни држави, да не именуваме, треба да работа на тоа и доста летови ни земаат. Како на Охридскиот аеродром, така и на Скопскиот, треба на тоа да се поработи за да се збогати број на туристи во Охрид. На релација Охрид-Варшава Rainbow оперираше од 2018 година. Regobis на релација Катовице-Охрид од 2016 година. Од јуни до септември во сезона носеа од 10 до 20.000 гости. Потпишан меморандум за соработка помеѓу општина Охрид и градот Пула од Хрватска. Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков и градоначалникот на хрватскиот град Пула Филип Зоричиќ денеска во Пула потпишаа меморандум за пријателство и соработка. Со овој дипломатски документ, двете локални самоуправи се обврзуваат во рамките на своите можности и надлежности да воспостават соработка во областите на делување и тоа економија, култура, образование, туризам, наука и истражување, IT технологии, младински прашања, здравство и социјална политика, јавни услуги, заштита и зачувување на културното наследство, заштита на природната средина, спорт и други области од заемен интерес. Ова поврзување со Пула е од особено значење за општина Охрид, бидејќи ќе можат да се споделат нивните искуства во изработката и поднесувањето на проекти за искористување на средства од европските фондови. Исто така, од големо значење ќе бидат и искуствата во надоградувањето на концептот паметен град, развојот на туризмот и други области кои се клучни за Охрид.
Градоначалникот Кирил Пецаков изрази големо задоволство што бројот на меѓународни пријатели на Охрид континуирано се зголемува со официјални документи и конкретни соработки. Тој истакна дека замислата на оваа локална власт е да гради мостови на пријателство кои ќе обезбедат подобра иднина на Охрид и ќе донесат бенефит за охриѓани. Реализирана обука за гасење пожари на отворен простор. На иницијатива на Штабот за заштита и спасување на општина Охрид вчера беше организирана обука на просторните сили на локално ниво за гасење пожари на отворен простор. Обуката беше реализирана од страна на тим на одделението за обука при Дирекцијата за заштита и спасување и овластени лица од општина Охрид. Покрај теоретски дел, обуката опфати спроведување на практично показна противпожарна вежба. Со обуката беа опфатени околу 100 учесници на просторните сили на општина Охрид. 20 години студио Соната Охрид. Тоа е единствената школа во градов за модерни танци, современ балет и хип-хоп. Танцот е еден вид дисциплина која има позитивни ефекти врз физичкото и менталното здравје. 20 години Охрид танцува. Градот ја има првата танцова школа во земјава со сопствен печат, формирана од покојниот Коле Петкукевски. Студиото за танц Соната, како директни наследници, постојат цели 2 децении. Тие се единствената школа во градот за модерни танци, современ балет и хип-хоп. Танцот е еден вид дисциплина која има позитивни ефекти врз физичкото и менталното здравје. Танцот се чини дека е еден од најубавите, се сакате да го сватите како спорт, некој вела дека е спорт, некој не. Овој светски ден на танцот се прославува во правец на популаризирање на танцот како дисциплина која што всушност го прославува начинот на живот, но и представува еден своевиден уметнички феномен. Представувам движење на телото кое што во секоја смисла на зборот прави само добро за телото. Влие позитивно за коските, за мускулите, она што секојдневно го имаме како проблем децата со телефоните, искривувањата, сите тие работи. Ако има соодветен ментор кој што многу добро ги познава работите, тогаш сето тоа може да стане минато. Освен тоа што влие на физичкото здравје, влие и на психичкото здравје, особено помеѓу младите, затоа што е одличен начин за комуникација помеѓу младите, се создава една емпатија преку танцот и најдобро кажано е одличен начин за дружење помеѓу било кој. Танчерите покрај годишниот концерт во јуни годинава подготвуваат и еден мултимедијален танцов проект. Некаде на почетокот на првата половина на јуни месец имаме годишен концерт, кога настапуваме да се покажеме што сме работеле во текот на целата измината година. Во принцип учествуваме на многу надпревари во текот на годината и годинава подготвуваме, се надевам дека за брзо време ќе излеземе со една информација околу еден мултимедијален танцов спектакл кој што се вика Кукли и маски и други грди сказки. Тоа е проект на една група од 9 млади луѓе кои што сакаат да ја раскажат нивната секојдневна приказна во училиштето за сите тие проблеми кои што ги имаат, токму за она што вие пред малку прашавте, менталното здравје. Соната брои 80 членови на возраст од 5 до 18 години и една група на возрастни. Голем број талентирани членови ги освојуваат првите места на надпревари ширум светот. Голема екоакција за чистење на езерото. Во организација на Нуркачкиот центар Амфора од Охрид ќе се изведе подводна еколошка акција за чистење на дното на Охридското езеро од сврст отпад. Во акцијата ќе бидат вклучени околу 100 нуркачи на Амфора и нуркачи од домашните балканските нуркачки клубови. Акцијата ќе започне во 11 часот во сабота 10 мај на градското пристаниште Охрид, информираат од Нуркачкиот центар Амфора. Владимир Димитриевик се закити со бронзен медал на Европското теквондо ИТФ првенство кое се одржа во Талин, Естонија. Македонската традиционална теквондо федерација од 28 април до 5 мај 2025 година учествуваше на Европското теквондо ИТФ првенство кое се одржа во Талин, Естонија. На ова европско првенство учествуваа околу 1000 надпреварувачи од 30 земји. Нашата репрезентација, предводена од председателот Маријанчо Лазаревски, учествуваше со 3 официјални лица и 6 надпреварувачи: Владимир Димитриевик, Давид Крстески, Христијана Парулеска, Мија Танеска, Марио Крстески и Божитар Димитриевик.
Конкуренцијата беше преголема, доминираа големите репрезентации. Ова беше најтешкото и најдраматично европско првенство на кое имаме учествувано досега, вели Маријанчо Лазаревски, председател и национален тренер на македонската традиционална таеквондо федерација. Владимир Димитриевиќ, еден од нашите најдобри репрезентативци, е херојот на нашата федерација, кој се закити со бронзен медал во спаринг борби јуниори 16 до 17 години до 75 килограми, која е една од најтешките категории. Ова е негов прв медал од Европско првенство, што значи дека неговиот квалитет оди во нагорна линија и се надеваме дека ќе не радува со уште поголеми успеси во иднина. Овој успех е голем подвиг не само за него, туку и за цела Македонија, бидејќи покажува како посветеноста, напорната работа и вештините можат да доведат до сјајни резултати на меѓународната сцена. Како мала репрезентација, Лазаревски е презадоволен од настапот на нашите репрезентативци. Ова е шесто последователно европско првенство на нашата федерација, од каде континуирано се враќаме со медал, што не прави една од поуспешните федерации, вели Маријанчо Лазаревски, председател и национален тренер на македонската традиционална таеквондо федерација. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!